Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Политичката криза се уште нема разрешница. Бизнисот се соочува со неизвестност. Кои се оптимистички, а кои песимистички сценарија за ваквата состојба ќе разговараме со Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата на работодавачи. Но пред да започнеме со разговорот, да слушнеме една кратка музичка пауза. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостинот е заглавен во сообраќајот, затоа предлагам прво да ги слушнеме најважните настани на економски план оваа недела. Над 7400 слободни работни места на пазарот на труд се бараат работници за различни дејности, но во исто време агенцијата за вработување нуди бесплатни обуки, така што невработените можат да се дообучат за полесно да најдат работа. Најмногу се бараат продавачи, комерцијалисти, возачи, различни административни работници кои што ги бараат компаниите, додека пак кога сме кај угостителството, тука најмногу се бараат шанкери, келнери, готвачи и нели сите оние професии кои што се бараат всушност во овие угостителски објекти. Потоа кај градежништвото имаме ѕидари, ракувачи на одредени градежни машини, општи работници, монтери. Се уште имаме вакви обуки, односно слободни места за одредени обуки кои што тука се всушност реализираат и ги имаме во следниве занимања или струки: готвач, градежен работник за реновирање на традиционални куќи, масер, шминкер, педикир, маникир, козметичар, филигранист. УСАИД со речиси $2 милиони ќе им помага на стопанските комори заеднички да работат и да донесат подобра регулатива. Според бизнисмените, честото менување на законите наместо да им ја олесни, им ја комплицира работата. За да се ублажи притисокот и да се обезбеди економски раст, во наредните 4 години сите комори ќе работат здружено. Коморите, како представници на предпријатијата, се најдобро запознаени со нивното работење и проблемите со кои се соочуваат во секојдневните активности. Овој проект ќе биде основа за понатамошна долгорочна соработка меѓу коморите за заеднички настап пред институциите, што е многу потребно посебно во овие услови на работење и функционирање. Наша главна цел е да се подобри конкурентноста на малите и средни фирми и да им помогнеме да растат и да создаваат работни места преку давање на директна поддршка на самите фирми, остварување на поголема соработка со државата за подобрување на политиките од кои зависи поволноста на бизнис средината и растот на приватниот сектор. Откупени над 12 милиони килограми тутун, или 80% од годинешната реколта. Од квалитетот и цената задоволни и откупувачите и тутунарите. Откупот засега се одвива без проблеми, на вкупно 9 од 10 пунктови. На таа компанија која што имаат земјоделците склучено договори за предавање на својата количина, дека не треба да бидат загрижени. Министерството, ние како инспекторат, веќе сме во разговори со останатите компании кои што имаат интерес да ги преземат сите договорени количини во Република Македонија од таа компанија која што практично нема да го врши откуп. Измени на Законот за заштита на потрошувачите и пред се зголемување на гарантниот рок бараат надлежните. Во екот на празниците каде потрошувачката е во преден план, расте и бројот на поплаки од граѓаните. Надлежните посочуваат дека задолжителната гаранција од 6 месеци е многу краток период, а техничките апарати обично се расипуваат после половина година. Товарот за поправка паѓа на потрошувачите. Поради ова, од надлежната организација бараат минималната гаранција да се зголеми на 9 месеци. Иако не даваат 2 години гаранција, секогаш ќе ве убеда дека вие не сте во право и дека сакате производот да го менувате затоа што сакате нов производ и така натаму. И тука не можеме да се објасниме, да се дообјасниме, ниту граѓаните, ниту ние. Навистина најтешкиот дел од нашето работење е тука. Освен потрошувачите со проблеми се соочуваат и компаниите. Големите дистрибутери се борат со нелојална конкуренција. Помалите дистрибутери на техничките апарати и други производи ги нудат по пониска цена, наводно истите производи. Најчесто по истекот на гаранцијата тие веднаш се расипуваат. Потрошувачите во потрага по добар апарат, а поевтин, и доаѓаат во една ситуација да имаат многу брзо расипан телефон, лаптоп, компјутер.
17 фирми кои го воведоа системот за мониторинг и управување на потрошувачката на енергија успеале да работат подомаќински и да ги намалат трошоците за производство. Со мали инвестиции во енергетската ефикасност, фирмите годишно би ги намалиле трошоците за енергија до 10%. Ако вложувањата се поголеми, заштедите би достигнале и до 30%. Ова се пресметките на USAID, проект за управување со енергија во земјава го воведоа уште пред 4 години. Нашите искуства покажуваат дека ваков систем, значи на база на овие 17 компании, може да се движат од 15 па некаде до 40-45 долари. Купна инвестиција. Инвестицијата се враќаат и до 1 година, некои до 2-3, до 5 години, а оние кои што се кои што бараат поголеми инвестиции на полугрок, тоа значи посебно и да речем оние кои што се за обновлива енергија, податоците покажуваат дека таму инвестицијата може да се рати за 7-8. Анализата на тајните купувачи покажала дека најлоши оценки имаат маркетите и покрај тоа што ги има во голем број и конкуренцијата меѓу нив е голема. Сепак купувачите најмногу се пожалиле на услугата од вработените во маркетите. Уредени се и пред објектот, и во објектот, исто така производите се добри, меѓутоа недостасува оној човечкиот фактор, подобрувањето на човечкиот фактор. Според анализата, најдобра услуга имаат вработените во парфемерии, додека најлоша во бутици и супермаркети. Вработените не поздравувале при првиот контакт, ниту давале до знање дека ги забележале купувачите во 30 до 42% од посетите, и тоа најмногу кај апаратите за домаќинство, бела техника и се за дома и кај супермаркетите. Вработените не се насмевнувале ниту еднаш за време на комуникацијата во 33 до 72% од посетите. Ги слушнавте најважните економски настани и со разговорот и гостин од Миле Бошков разговараме по музичката пауза. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерација на работодавачи. Добар ден, господине Бошков. Ви благодарам што прифативте поканата да гостувате во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам јас вам, Наташа, бидејќи уживам кога сум во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Моето прво прашање до вас е колку ова политичка криза и неизвестност влијае врз бизнисот? Па секако дека влијае, бидејќи еве веќе скоро втора година сме навистина во неизвестност, јас така ќе го кажам тоа, поради политичката криза, бидејќи директно влијае врз планирањето, врз економските токови и врз подобрување едноставно и на законската регулатива. Бизнисот секогаш има одредени постулати како функционира, меѓутоа ние како Бизнис конфедерација секој пат се надеваме и пробуваме низ диалогот со владата и со другите социјални партнери да подобриме секогаш можност за подобро водење на бизнис. Во овој случај политичката криза навистина ни пречи, бидејќи фокусот на политиката е нормално разрешување на политичката криза, фокусот на бизнисот е подобри начини и подобра клима за водење на бизнис, и сега тука кога малце сме одвоени во насоката паралелно да се движиме кон растот, имаме проблем. Дали имате сознание дека странските партнери почнале да им откажуваат нарачки на домашните компании? Во таа смисла може да се шпекулира, бидејќи странските партнери не ги интересира кризата, ги интересира стабилноста на компанијата. И логиката дека стабилноста на политиката или политичката економија директно влијае на стабилноста на економијата и на компаниите. Оние компании кои работат со странските партнери вешто избегнуваат да говорат и да на некој начин да објаснуваат или да на некој начин да наметнуваат прашања од типот не сме подготвили, не сме спремни или овој пат не можеме бидејќи имаме криза. Тоа никого не го интересира во бизнисот, ги интересира секогаш добрите услови за водење бизнис, меѓутоа политиката и како влијае политиката на бизнисите се помалце. Но македонската економија може да ја зголеми својата конкурентност и може да ја зголеми својата продуктивност, знаејќи дека може да влијае на бизнис климата, дали тоа е
инфраструктурно подобрување или енергетско подобрување или од политиките на трудовата легислатива подобрување, така да може навистина да на некој начин да се надминат овие состојби околу кризата врз однос на бизнисот. Ова недела ќе се прегласува на уште едно избирачко место кое што чии резултати можат се уште да го пролонгираат формирањето на нова влада. Колку ова пролонгирање е штетно за бизнисот? Можат ли домашните и странските компании кои што работат во Македонија да се соочат со намалени капацитети поради неизвестноста и пролонгирањето? Нормално политиката, нели, освен политиката која на глобално ниво или на локално ниво во Македонија навистина влијае врз економските токови, јас само неколку параметри ќе напоменам. Тие компании кои имаат трговски и услужни релации со надворешните компании или тука локално, имаат потреба да ја следат регулативата и легислативата. И има политиката, има и технички операции. Извоз, царина, данок, ДДВ и така натаму. Несметано функционирање на финансискиот систем. Така да кредитирањето. Така да политичката криза и прегласувањето и фактички одложувањето на формирање на влада е бреме, така ќе го наречам, за водење бизнис, бидејќи сите овие технички операции поради психолошката шпекулација може да бидат со намален интензитет, луѓето да се надеваат на промена или на останување на истото, меѓутоа не превземаат чекори. И некогаш има моменти кога можеби ќе одложиме некаква си одлука техничка, која нормално е регулирана со закон, меѓутоа поради психолошкиот товар, а овој момент го имаме политичката криза и политичката неизвестност, тогаш веќе можеме да очекуваме намалување на сите трендови, и движење, и мислење, и нели за водење бизнис, како и за се, покрај знаење и покрај капацитети треба и храброст, бидејќи храброста и ризикот ствараат и создаваат и капитал, и трговски односи, и треба да се, нели, таа мисла или тој психолошки момент ни недостасува веќе втора година, за да можеме да превземеме и посериозни чекори. Дали е намалена личната потрошувачка кај домаќинствата во вакви услови? Секако, тоа се чувствува според економските показатели, бидејќи граѓаните шпекулираат. Не може да бидат сигурни до каде ќе се одвива цела ова неизвестна состојба, и затоа тие се спремаат на се. Навистина се спремаат на се, а тоа значи намалена потрошувачка поради штедење во неизвестни состојби, па тие средства да ги употребат за да ги разрешуваат тие неизвестни состојби. И јас не сакам да преюдицирам никакви вашите слушатели навистина можат да одлучат сами за какви неизвестни состојби може да станува збор, и на некој начин целата шпекулација директно влие особено врз граѓанската потрошувачка, бидејќи нели потрошувачката заедничка, така кажано, и јавната потрошувачка и индивидуалната граѓанската се составен дел од целокупната потрошувачка. Треба ли сега работниците да бидат загрижени за своето работно место? Одредени компании споменаа дека неминовно доколку се пролонгира оваа политичка криза и неизвестност, неминовно ќе биде да го намалат капацитетот на производство, а со тоа и работниците да се соочат со отпуштање. Па може да се каже дека ние ги советуваме работодавачите подобро да направат мерки за редуцирање на проблемите и штедење, отколку да отпуштаат работници. Дури оваа политика се појавиваше, се следеше, така кажано, и за време на глобалната економска криза. Тогаш исто така ги советувавме работодавачите подобро намали го работното време, па да останат работниците во вкупниот број, отколку да има отпуштање на работници поради одредени потешкоти во работата. Така да една неблагодарна порака ќе биде, бидејќи сметаме дека не смееме да се мешаме во индивидуалното менаџирање и управување на компаниите, меѓутоа ќе биде една порака што повеќе менаџерите да влијаат на решенија кои на некој начин нема да придонесат кон отпуштање на работници.
и фокусот е на концептот на водење на бизнисите. И покрај тоа што имаме неизвестност, треба да бидеме социоекономско одговорни, за да можеме да ги оставиме барем работниците во благо состојба или мирни, бидејќи тие секогаш се основниот и најважниот капитал и на општеството и на компаниите. Господине Бошков, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговор. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерација на работодавачи. Господине Бошков, во недела веројатно ќе се знае која партија ќе добие мандат да формира нова влада. Може ли како бизнисмен да не ги анализирате двете програми кои што предизборно ги ветија ВМРО ДПМН и СДСМ? СДСМ ветуваше зголемена минимална плата, зголемена просечна плата. Што ќе значи тоа? Дали стопанството има моќ да исплати повисоки плати? Минималната плата, односно платата во приватниот сектор, зависи од економската активност и резултатите на приватниот сектор. Дали може некој политичар да им наметне на бизнисмените треба минималната плата да изнесува 30.000 денари, например? Значи, ние имаме подпишано конвенција број 144 во Македонија, со која обезбедуваме самата влада или државата се посветила на обезбедување на услови за независност. Така да одговорот на вашето прашање е дека нема влада и не треба да има влада или дел од социјалното партнерство, синдикати, работодавачи и влада, дека може да наметне минимална плата според замислена програма. Навистина е неблагодарно да се прво да се понуди една таква опција, а од друга страна неблагодарно страна работодавачите и да се прифати таква опција. Затоа мора да се дискутира. И ние можеме да излеземе со став дека доколку имаме овозможено навистина добра бизнис клима, така ќе ја наречам, или добро деловно обкружување, доколку навистина заедно со државата или заедно со владата го креираме заедно економскиот раст кој треба да биде секогаш на нивото, за да може навистина тоа зголемување на минималната плата да биде покриено низ економски параметри, економски показатели, тогаш и може да се договараме за висината на минималната плата. Кај нас беше направена на некој начин, можеби и една погрешна одлука, кога ја нивелиравме минималната плата на 9.000, на 10.000 и така натаму, затоа што работодавачите и синдикатите треба да останат во трипартитниот и во бипартитниот диалог, за да може да ја креираат сами минималната плата. Особено тоа е многу важно да се случуваше на секторско ниво. Ќе го земам вашиот пример во медиумите, наместо да имате минимална плата за гарантирана, за да бидете вие задоволни, вашиот работодавач и вие како новинари можете да ја одредите својата минимална плата и да не му дадете можност на работодавачот да шпекулира во однос на исплатата на платата и социјалните придонеси. Во Македонија се случи работодавачите, говорам иако ги застапувам дел од бизнис заедницата, се случи работодавачите глобално да земат да го спуштат нивото на исплатени плати на нивото на минималната плата, остатокот да го даваат да го исплаќаат во плико. И го нарушиле целиот, така ќе го наречам, екосистем на социјални придонеси, плати, социјоекономски раст и овозможување на непречено функционирање на социјалниот, здравствениот, пензискиот фонд. А имаше ли зголемување на платите во некои сектори? Во некои сектори има постојан раст и еден од најголемите, највисоките плати во осигурувањето, во финансискиот сектор, во информатичките технологии, расте, ги зголемува своите трендови, бидејќи
очигледно е дека во овој сектор има потреба од задоволни, мотивирани вработени. ВМРО ДПМН е во својата програма најави отварање на 70.000 работни места во наредните 4 години, со тоа што предпоставува дека невработеноста би се намалила на 17 до 18%. Колку е реално ова нивно ветување? Треба да се направат анализи и треба точно да се види на Македонија, на македонската економија, колку работници недостасуваат. Од друга страна, 70.000 работни места, и јас се надевам дека со оваа програма прво ќе се потикне формалното водење на бизнис наспроти неформалното водење на бизнис, и сметам дека тука на некој начин може да се предпостави равенката на 70.000 работници кои ќе влезат како регистрирани вработени, бидејќи тоа е една огромна бројка на луѓе кои може би во моментот се ангажирани работно, меѓутоа не се пријавени и влезени се во сивата зона. Имате сознание колкав процент? Генерално во македонската економија 40% според податоци од Светска банка постои, вирее, обстојува сивата економија. И таа економија не се движи без вработени, не се движи без луѓе. Особено знаејќи дека македонската технологија или економска технологија и не е толку развиена за да може да работи со роботи. Така да тие луѓе се вклучени. Јас затоа напоменувам дека борбата против сивата економија и неформалното работење е навистина проблем, може да се каже дека е на некој начин двостран проблем или дуплиран проблем. Бидејќи од една страна тие луѓе се натовар на државата преку социјалните фондови и преку социјалните сигурни пакети и мрежи, а од друга страна тие воопшто не учествуваат и не се чувствуваат одговорни во своето работење и придонесот кон развивање на социјекономската состојба, вклучувајќи се во барем низ персонални даноци и одредени такси. Како да се сузбие нелојалната конкуренција? Мора да се створи доверба во системот и во следењето на системите, и нелојалната конкуренција која директно влијае и на водењето на бизнис може да добие друг ефект, односно сите вклучени или повеќето вклучени во економските токови да почувствуваат сигурност и да бидат на некој начин и горди дека принесуваат во македонското општество. Што во моментов му недостасува на бизнисот? Каде може да се подобри за поуспешно да функционираат компаниите? Знаење. Генерално, и со тоа што имаме едно истражување во рамките на политиките за вработување, тоа го работевме заедно со Министерството за труд и социјална политика и направивме анализа за брзо растечките компании, за газелите. И тогаш видовме една состојба каде што во Македонија само 333 фирми покажуваат раст од 5% годишно во периодот од 2012 до 2015 година. Што значи дека кога би знаеле малце повеќе како да ги канализираат своите капацитети, пристапот до финансии, управувањето или менаџирањето на компаниите, изнаоѓање на нови производи, изнаоѓање на нови пазари, влегување во глобалните рамки или глобалните синџери за водење на економија, подигнување на безбедноста на продуктите и услугите кои ги имаме во Македонија, за да може да ги навикнуваме потрошувачите на пообемна потрошувачка, со самото тој на поголемо зголемување на обемот на бизнес и продуктивност. Во тој момент тогаш ќе знаеме дека сме надминали еден чекор во знаењето на водење на бизнис. Се соочуваат ли работодавачите со проблеми да не можат да најдат квалификуван стручен кадар на пазарот? Па се соочуваат пред се, ќе се вратам на првото прашање дека знаењето е
и знаење да се направи бизнис план, и знаење да се побара пари, и знаење да како да се пристапа до тие пари, и на крај знаење како од овие процеси кога ќе се инвестира во нови технологии и нови производи ќе треба и зголемен број на вработени. Тука во Македонија постои ова, еве прв пат ќе го кажам. Вредна е анализата на пазарот на трудот за потребите на бизнис заедницата, меѓутоа исто така и не значи дека таа е секогаш постојана и дека таа е екзактна. Бидејќи ние во македонската економија говориме за иновативни технологии, вложување во нови бизниси, има многу стартапи, меѓутоа тие не може да ги невработените и пазарот на трудот не може ни да ги предвиди, ни да ги чека и ни па да створи работна сила според некои предвидување дека ќе се отвори ново радио, да кажам. Со најнова технологија која ќе бара одедена квалификација на работници. Така да ние треба да ги следиме и стратегијата за индустријски развој на земјата, треба да ги следиме и трендовите. Мора бизнис заедницата да знае државата во која насока ќе обезбедува субвенции потикнување на бизнисот и во таа насока и образовниот процес, односно средностручните училишта, универзитетите, да подготвуваат кадар кој директно ќе ги вклучи луѓето, студентите, вработените и невработените со преквалификации секако, во одредени бизниси. Така да оние компании кои имаат своји сектори за регрутирање на луѓе, тие точно знаат какви луѓе им треба, точно добро ги селектираат и ги обезбедуваат тие работници. Малите и средните компании се уште на некој начин имаат недостаток од знаење како се регрутираат правите луѓе за прави работни позиции. Се ближи крајот на годината, дали работодавачите им исплатија К15 на своите вработени? Добро што К15 е популарен термин, меѓутоа тој е регрес за годишен одмор. И некои од компаниите на крај последниот месец го исплаќаат. Тоа е точно, меѓутоа и некои компании го исплаќаат и за време во текот на целата година во зависност од потребата кој од вработените и на кој начин или која група на луѓе го користи годишниот одмор. Неблагодарно е да кажем и немаме никаква анализа освен управата за јавни приходи. Во колкава бројка се исплатени средства врз основа на колективниот договор или врз основа како ставка за исплата на К15 или регрес за годишен одмор. Се уште не прашуваат компаниите кој е начинот за да може да се намали износот, да се избегне износот или пак да се пролонгира, или пак, да, реков, да се намали износот. И има таква можност, постои таква можност, меѓутоа таа можност дава една друга можност, дека работодавачите конечно може да поднесат извештај за своето работење пред своите вработени, што не треба да биде воопшто никаква тајна, никаква срамота доколку е тоа негативно работење, и треба да знаат сите вработени каква е безбедноста, мотивацијата, сигурноста и иднината на таа компанија. Со тој чин можете да ги консултираат своите вработени и да им објаснат дека можат или не можат да исплатат, или можат помалку да исплатат регрес за годишен одмор. На тој начин ќе створат и комуникација и ќе им падне еден товар кој тотално често се шпекулира и останува само во канцеларијата на менаџерите и на управителите и никако не се споделува со вработените. Моето последно прашање до вас, господине Бошков, е кои се вашите очекувања за наредната 2017 година? Што ќе му предстои на бизнисот? На бизнисот ќе му предстои со последниве состојби ќе му предстои очекување и неизвестност. Од друга страна, мораме да знаеме и мораме да ги окуражиме бизнисмените дека треба да се на некој начин
да се држат настрана од политиката, бидејќи нивната политика и нивниот бизнис и доброто за компанијата, за вработените и за нивните семејства. Така да се фокусираат на усогласеност со законите, тоа е најважно, тоа му престои на бизнисот. Сега веќе кога кажуваме дека на некој начин сите сме во неизвестност и во исчекување, тоа не треба да биде пасивно исчекување и пасивна неизвестност и да се чека што ќе се случи. Навистина бизнисот може да се посвети сам на себе. Секој менаџер на својата компанија да почне да размислува како да ги подобри процесите во компанијата. Бидејќи никој не е совршен, нели? А од друга страна и новите трендови барат постојано промена, постојано движење. Така да на бизнисот можеби најдобро ќе му дојде сега да се реорганизира, да ги направи постапките и процесите оптимални, колку и тоа да звучи генерално и како демагогија и како теорија, меѓутоа навистина оптималното водење на бизнис де факто е најдоброто водење на бизнис, да ги намалат ризиците и навистина да прочитат и да се посветат на почитување на законите и да се го усогласат своето работење онолку колку што може според законите. Ќе биде ли првиот квартал тежок за бизнисот? Ќе се формира нова влада, неизвестно се уште ќе постои? Во зависност од тоа кој какви очекувања има. И навистина има можност, ние треба да се договараме, не само ние како Бизнис конфедерација на Македонија и сите представници на бизнис заедницата. Ке треба да се договараат за подобри услови за водење на бизнис, фокус на малите и средните, подобрени услови на оние што навистина имаат општествено одговорни практики и вложуваат и во заедницата, и во вработените, и во енергетската ефикасност и зачувување на животната средина и на некој начин зголемување на довербата. Да знаеме дека ново формираната влада ќе има слух да не слуша, дали преку социјалниот совет, дали преку Националниот совет за претприемништво и конкурентност, да им дозволи на парламентарците, на членовите на собранието во одредени комисии во нашиот случај кои се однесуваат на економијата и на бизнисот и социјоекономската сфера, да можеме да разговараме и да можеме да ги на некој начин искажеме нашите потреби за заедничко добро. Господине Бошков, јас ви благодарам што издвоивте време и гостувавте во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за поканата. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 22 декември 2016 година со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Едине Вучков техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.